Почитувани слушатели, се наоѓам на подножието на планината Баба, Битола, и би сакал да дадам кратко објаснување за учењето за вечната сигурност и дали е во согласност со Библијата. Бидејќи многу христијани се во забуна по ова прашање, па би сакал накусо да го разгледаме. Воедно го гледате и градот Битола. Кога луѓето ќе го запознаат Исус Христос како свој личен спасител, тогаш започнува поврзаноста со Бог, која дава вечна сигурност. Таа сигурност не произлегува од самиот човек, туку тоа е дело на Светиот Дух. Апостол Јуда во 24 стих вели: а на оној кој може да ве зачува од паѓање и да ве постави безпрекорни пред присуството на својата слава со радост. Зборот паѓање што го употребува апостол Јуда значи сопнување или фигуративно паѓање во грев. Јуда со тоа ја истакнува Божјата сила во верникот, за да не падне во грев, кој може да има последици. Тоа зависи од Бог, а не од самите нас. Тој може да не постави и не постави во присутноста на неговата слава. И тоа е прекрасно кога знаеме дека ние уживаме во славата со Бог. Нашата вечна сигурност е втемелена на тоа што Бог не чува, а не нашиот обид за зачувување на нашето спасение. Колку и да се трудиме ние самите се од себе да го зачуваме тоа спасение, не би можеле, ако Бог не ни доаѓа во помош. Господ Исус Христос рече: јас им давам вечен живот, и тие нема никогаш да загинат, и никој не може да ги грабне од мојата рака. Таткото кој ми ги даде е поголем и никој не може да ги грабне од раката на мојот татко. Тоа е запишано во Евангелието според Јован, 10 глава, 27 до 29 стих. Исус и таткото во тројството и Светиот Дух цврсто не држат во своите раце. Кој може да не одвои од цврстината на нивната сила? Никој. Во Ефесјаните 4 глава 30 стих е запишано од апостол Павле, кој исто така бил воден од Светиот Дух. Тој вели дека ние сме запечатени за денот на откупувањето. Тој ден на откупувањето е денот кога Господ Исус Христос ќе се врати од небесата за да ја земе црквата. Кога верните не би биле вечно сигурни, Божиот печат на Светиот Дух не би вредел за денот на откупот. Туку само до мигот кој заради одредена слабост, верникот би сгрешил. Апостол Јован многу јасно го запишал тоа. Тој вели: кој верува во Христос има вечен живот. Го има и ќе го има. Тој е од Бог и вреди за секогаш. Ако некому е ветено дека го има, а потоа му се одземе, тогаш тој живот не е вечен и од самиот почеток. Ако верникот, кој се родил преку Духот, ја нема вечната сигурност, тогаш ветувањето за вечниот живот во Библијата е погрешно, па и лажно. А ако не сме во тоа убедени дека е погрешно и лажно, тогаш треба да го прифатиме како што е напишано, без да се додаваат некои човечки мненија. Потоа имаме силен аргумент за вечната сигурност, како и другите сигурносни стихови кои се наоѓаат во Римјаните, 8 глава, 38 и 39 стих. Каде што апостолот вели: зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височините, ни длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не оддели од Божјата љубов во Христа Исуса нашиот Господ. Што значи нашата сигурност е втемелена врз Божјата љубов.
Христос ја осигури и нашата сигурност преку ветувањето на Таткото, дека имаме вечен живот, е благодарение на Светиот Дух кој ни го даде. Тој Свети Дух, третата така наречена личност од Светото Тројство, ни ја дава сигурноста, тој живее во верникот и ќе живее и во иднина. Навистина, прекрасно е ова спасение. Прекрасно е се што Бог создал. Се молам за овој град Битола, Бог да му помогне, да може да се спаси преку силата Божја, да можат мнозина да се спасат, да се избават од власта на темнината и да се преселат во царството на возлюбениот Исус Христос. Нему слава во сите векови. Амин. Ова е рек каде што се произведува струја за цела Македонија. Мислам за цела Македонија. Dove si naprotiv, dove si naprotiv,